Ама немој многу. Баце, Кај си бе? 5 минути. Што 5 минути? Па уште 5. Океј сме? Зашто? За старт. Аха, за старт. Ја мислам онака викаш као 5 минути. Не бе, кога не, спремни. Спремни, така? Фипај се гледам на студиото. Ајде. Еј, слушај брат. Да ти кажам пред ова, тест е супер. Ве гледам ја нови. Значи немам пропуштено до сега. Озбилно. Баш сте добри со сите нови ствари со. Се свија? Да. И не збори само онака, така? Доста време. Тоа 1 на 1. Слушај, Цаци да ја води емисијата. Би се викала 2 на 2, ама сега ти или ти ако се поправиш. Вака држи 1 на 1 добар. Супер. Пример, мајсторе те чекам. Еј, слушај. А што бе не направите на пример у емисија нешто ново на не знам нешто скеч да снимиш нешто. Као да кој меѓувреме да му убациш скечеви, стендапи нешто така. А? Што не ставите нешто? Снимаме баце скечеви цело време. Секоја емисија. Нели гледаш? Аха, па добро бе, не сум видел. Не сум загледал. Секоја емисија има. Не сум загледал. Добро. Абе, слушај, стендап, што не правиш стендап? Со стендап ти нешто или не знам, а? Балкан стендап го правим секоја година и ти си настапувал, нели бе? Добро. Не сум загледал, па. Многу смешно. Ние го правиме пати. Па да, ми текна се. Добро. Абе, а со глума нешто се бавиш? Глума нешто, не знам, филм нешто снимање. Дечки, ако може малку потивка само? Што прави? Кај? Како бе брат, глума, кај глума? Па не знам нешто, филмови да. Филмови гледаш дека се снима. Што? Мижи. Да бе, мижи, како ќе правиме муавет така? На невидено. На невидено ќе правиме за жаре муавет. Ја сакав да ти кажам, ние трето полувреме што се и до балчак и све. Тоа бе нешто да фатиш нешто. Сите улоги тебе ти дава. Па добро, уствари да. А ти треба на кастинг да отидеш? Бев. Ми рекоа, ова Коцев ќе играе, Коцев на кастинг се појави, отиде. Да, вика не си нидал ни на кастинг си. Така? Али добро, ве гледам, супер сте. Фала. Треба да се треба бе труден, треба. Ама не збори само така? Не е само така. Не бе, како ве гледам бе, немам пропуштено до сега. Ајде, те чекам таму. Ајде, ќе се видам. Ајде. Жаре. А тоа бубамара, не можеш да водиш ти бубамара бе? Па ти водиш бе бубамара. Па добро да се ушоташ таму. Што знам? Шо му? Нели не гледа цело време? Нели цело време вика не гледа? Ништо не знае. А ја многу сакам. Ајде бацај. Овој Жаре за све го бива бербер. Како бе бербер? Гледаш стендапи и све така. Ти бербер? Не. Јас сум Жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер мимо него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. Добре дојдовте во најновата епизода од 1 на 1, заедно со човекот кој преферира течен сапун наспроти оној обичниот, Жарко Димитриевски. Добре дојдовте. Пајаче, како си? Прекрасно, денеска е убав ден и затоа лепота, нека сечат коси кој сака. Нека. Убото, Ван Гог го прати, не е проблем. Така е, насигурно е кај тебе. Да. Треба да носам наочари, луѓе, вака од душа ќе ви зборам. Не ќе да носам наочари зашто никој не изгледал кул во историјата со наочари. Значи не, може некој ќе рече Кларк Кент на пример, он не е Кларк Кент, он е Супермен. Значи никој не изгледа кул. Замислете некој ваков да ви седи и да ви се закани, да ви направи, слушај, само ако ти доам таму. Никој никогаш тоа не го направил. Зашто не изгледа кул. Невозможно е да изгледаш кул со наочари. Многу изгледаш паметен со наочари. Тоа не е кул, ама едноставно е позитивна работа. Изгледаш многу паметен, освен не изгледаш паметен ако ги носиш вака наочарите. Во овој случај не изгледаш. Ако видите луѓе ваков тип на улица, бегајте. Значи овие луѓе не само што не ги сакаат, туку бегаат од него. Пошто од прилика тие луѓе ова го прават, сега ќе прават. Деца. Бегај, Петре. Не.
слушај чичкото. Ако се загубите некогаш во некој град и видите таков човек, никако него да го прашувате за дирекции. Никако. Пошто тоа може да отиде многу несакан правец. Например, доаѓате и му речете, се извинуваме, излезот на кај Скопје на кај и он ќе ви направи, а зашто не дојдете кај мене дома? Да гледаме филмови. И Дедо Мраз ќе дојде. Не сакам да носам наочари, наставно. Но, друга работа што може да се користи со наочари што е добра, може филмски да ги вадиш. И да изгледаш како да си, не знам, во некој трилер, во некој акционен филм. Тоа изгледа вака, значи седиш и правиш Господе Боже. Или нешто вака. О, мајко. Не гледам ништо без наочари. Исто така во филмовите наочарите се користат кога носат многу важни одлуки. И од некоја си причина како мудроста да ја црпат од шмукање на рамката. Не знам дали сте приметили дека секогаш прават да. Нема да ја продадеме компанијата. Но Онури Шехерезад никогаш нема да ја продадеме. Исто така ова се користи кога сакаш да добиеш нешто. Ама било многу глупо ако машко го прави тоа. Никако не ми личи. Ај ако сакаш асистенција, ако сакаш, например, што сакаш ти, не знам, плата, колку време ти нема дајано? 3 месеци ти нема давам плата. 3 месеци ти... Јоко плата за Марина. Си ја заслужи. Да ми ништо не гледам без них. И многу ме нервираат луѓе што не носат наочари, значи не носат. А сепак ги гнјават сите тие што носат и им викаат, дај видам како ми стојат, дај. Па ти стварно си бил кјор, тие многу ме нервираат. Знаете зашто? Знаете зашто ме нервираат? Бидејќи, замислете луѓето да беа такви за се, колку ќе беше хаос во светот. Зуци ти доаѓа другари и ти вика, може да ја пробам маицата? Дај да видам како ќе ми стои, ама брат, немам ништо од оздо. Дај ми ја маицата да ја пробам. Ти стварно си се потело, Или, не знам, сидеш, гледаш некој дедо во количка. Дедо! Да, ти ја пробам количка, дај видам како ќе ми стои, дај. Па ти стварно си бил хендикепиран, бе, дедо. Сашко Коцев се спрема веќе кај да треба да влезе. Може ќе бидам прекинат од нешто во секој момент. Може после минатата емисија не е ни паметно да се јавам, Да се јавам? Кој знае кој е па? Банкарот? Ало? Ало? Спасе? Жаре! Спасе, шо сакаш? Ало, па награди. Спасе, шо да ти дам награди? Не даваме, шо не дој у публика да бидеш? Дај ми шолја едно ти. Јас стварно не разбирам. Кога имаме 3 шолји, па... Јас стварно имаме 3 шолји. Требаше му дајме да Спасе шолја од друга страна. Да? Ало? Кај си, Жаре? Здраво, кој е на телефон? Чуј, Дарко Панчев. Дарко Панчев, Кобра! Кај си? Еве, Даре, снимам емисија. На работа си. На работа, Те да. фатив, баш фино. Па да. Чуј, ти у таа шоуто твое, можеш жена ми да го бациш некако, бе? Ти гостуе, рецимо. Па да, бе, Даре. Ајде, ќе ти дам дрес, ајде, молим те. Па да, бе, Даре, кога ќе има нешто ново, валјда, така? Да, како не. Има она увек ново, она е нова сама по себе, чуј. Така, окей, Даре, многу те сакам инаку да знаеш. Чуј, Ако нешто се деси во иднина, многу те сакам, стварно, најомилен спортист си ми. Не требаше да ставаме телефон во студио. Посебно не службениот. Да? Ало? Ало? Кој е на телефон? Оти не даваш шолја една. Спасе? Ало? Спасе, зошто бе кај Вучич не се јавиш? Јавувам се ја и кај него, ама не дигам. Не креваш. Ти дигаш. Па дигам го, Спасе, како не? И те го ви дигам. Дигаш? Спасе,
Ајде да се чуеме за пола сат, може? Како за па ќе заврши емисијата за пола. Па, даде? Ау. Денеска ни е гостин Сашко Коцев. Сашко Коцев ни е денеска гостин, ќе биде суп. Сакаш да се јавиш? Да. Дојди. Бежиче на телефон. Ако. Таков е. Ало? Не, таков е. Постай го да... Е, сега. Ало? Ало. Да, кој е на телефон, ве молам? Пајак на телефон. Ве, господине, Ало, пајак. господине, нешто имате на ректумот. Ај, јавите се пак уште еднаш да видим. Спушти го. Чао. Кој го врти? Кој го врти, бе? Кој го врти, спушти му. Одиме ние понатаму, нели, треба Сашко Коцев треба да дојде и секој момент го очекуваме да влезе. Иначе од новите телефони, ако изгледа вака винтич е, таков е ретро телефон. Ало, Ало, зашто ми спушташ? Каков поласат? спасе ќе ти дадеме еве шолја. Каква, која ќе ми ја дадеш? Веце шолја. Сашко Коцев следен во еден ден. Поздрав, љубители на генгста чај рапот. Овде сме со најдобриот фристайл на рапер Пеше. И сега ќе му дајаме нова загадка. Чајот нане ти е добро за апетит и за како лек за респираторни органи, за да немаш мани. Спремен? За на апетитот подобро да му стане. Се разбира, има едно решение. Се вика чајот нане, не се бара, се пие. Кој што на слава не се кани, нема подобар лек за респираторни органи. Читате нашата рубрика во Теа Модерна, имаме таму страничка, информирате се за дневните вести од Нова Македонија. А ако сте случајно гладни, направете се ужина со ПКБ-ско. Продолжуваме понатаму, мојот денешен гостин, тој е еден од најголемите пријатели на еден шоуто со нас уште од самите почетоци, 5-6 години редовен гостин, еден од најдобрите актери, еден од најголемите македонски шоумени, Сашко Коцев! Сашко Коцев! Симаце, изволте, седи. Ајде! Сашко Коцев, everybody! Кај се бе, жара? Многу си ми убаво тука, одлично, Исто, дотеран. ти да си спофали ми и да си бега. И да си оди, бе. Ево го колегата од филмот, Сега. заедно глумеа Водобалчак, Пајак и Сашко. Брада, види ми, сега уште сум со брада. Да. Да уште се снимаат филмови со комеди, затоа со брада сме сите на не се. Ти се само врткаме чекаш тука улоги да летаат. околу ова, околу продукција се врткаме. Не се знае. Да. Некојаш у живот те украл некој? На било кој начин, осте батали го. Сега ќе ти кажам една случка. Многу одамна. Добро. 99-та година, може 2000, 98, не сум ни јас сигурен. Добро. Знам дека работев во кафич Голтари, без пари, без ништо. Ти работиш у кафич? Тогаш? Многу, 6 години, сигурно сум работел. Келнер, шанкер, диџеј, Шо треба? момак за све. Security. Придружим на газдата жена му, која треба? Да. Од после радува. Да. И знам дека земавме нешто платичка, некоја неделна, двонеделна, како зимавме и отидовме, пиеме пред кооперација пиво. Значи не пиеме во кафич, до продавницата, до центар Кумано, има кафич. Клубче, онака, рокерско, скапо бе. Кај можеш таму 3 пиво да испиеш, отиде дневницата. Ова му си пиеме, ние пред продавничка, па сме шема, разбираш, Да, бе, сите тука ќе се, ги еве ги. пред продавничка на ова за сладолед што е фрижидерот, главни фрајери, ако ќе се потпрем фрижидер со самочувствие, мислиш сум се потпрем, не знаеш каде, како се викаше на Ники Бич. Ники Бич. Овака потпрем и пиеме пивце и доаѓа еден човек, нешто не беше добар изгледа. Сам прости се, Да не грешам душа, работа. Не грешам душа, што би рекле старите. И носи 500 марки. Цели, Добро. и викаме да ми ги смените. Викам, нормално ли си, бе, ја гледа, ја да имам толку веќе, лезам ке пијам кафиче. И седиме и вика да ми ги смените, викам, прашај го, а касно беше, 2 сатно касно. И еден тука дечко беше, еден од градските манги. И вика, ја ќе му ги сменам, дај ми бе ти колку имаш од тебе, вика, јас сега ќе земам од карши, имам менувачница. И ја имав у мене колку да се 50 марки нека сум имал. Добро.
Еве ти ги дам колку има, он неговите да му дае, да му ги смени, овој ги зема неговите, ги зема моите. Значи денари ви зема од вас. Денари бе, денари ни зема, овој да му дае денари, ги зема 500 марки, моите колку беа 50 марки, 1500 денари. Добро. И од овој другар ми зема и се отиде и ние вака се. Абе викам, глупи поглуп. Што направивме? Викам, што направи? И сега викам, што ќе правиме бе? Обе викам, неделно 10 дена работа е ова. Леле, седиме, викам, на оплячка. И овој ни вика, од нас ги бара парите. Викам, братче, тој човекот, абе братче, еве го и нас на оплячка. Да. И идеме ние, не знаеме што да правиме, сретнавме еден друг градски манга, што е бе? Онакаде, сега да ми викам, тој и тој. Вака и викам, вака. не сретна ни ги зема парите. Сега ја најду ја. Тони Михајловски да не бил? Не. Он така збори. Има и поопасни. И вика, ја ќе ga најду. И ние, а овој дечко, овој човек, тој со 500 марки викна полиција. Леле, бе, што да правиме? А ја отидов во полиција со другарми да си ги бараме парите. Таде оплячка. И седиме, они викат, ние сме соучесници. Опа. Не, викам, полека, чекай. Седиме ние до Сабајле. А седиме надвор у полиција. Кој како ќе помине джандар, инспектор, вака не гледаат. Си дојдовте. Спремни они за ќутек, само гледаат кој да тепа. И доаѓа, тој што ни ги зема парите, Добро. и овој, нашиот пријател, го сретнал и го тепал и му ги земал парите. Ама полиција доаѓа и двајца да ги фати и ги носи у полиција. Што збориш бе, човек? Абе ти не, абе филм, Ово е биг скем бе. Финчер. И Си доаѓа, земали- нас ни ги даваат парите, на човекот му ги даваат парите, а овие, кој знае што, казна, ово. Значи си ги Ја врати. важно моите 50 марки Браво, Коце, браво, Коце! 50 марки земав и киднав, беше мрак. Баш така, да. Не, нормални се. Ако некој ме краде мајстор да ти кажем. Види као лабаво, види пичка. А за мебел? За мебел. Мајстор за мебел, значи проклетство... Како ме... Мебел? Мајстор за мебел? Абе, ја кад се усилував сега, нели ја тазе ложења, Дака. идеме дома нешто, ќе подсредиш. И тоа е проклетство, да Бог даде мајстори да те работив на куќа. И да средов еден со мебел отидов, викам, дај ова тебе кој мода сме ја замислени, женското она е све, она е архитекта, она све знае. И отидовме на фирма, ќе не направиш, ќе ја направам. Кога? За 2 недели. 4, 5 до 6 месеци, еве 7 нека е да поминале, уште не е готово. Ја бесен се јавувам. Готово, ќе колам, ќе бесам тука. Ама тоа не е еднаш 500 пати се јавуваш. Абе, отаде таму со идење, со фарбара. Абе, ја го фарбав, ми се чини, ја ќе го изфарбам, викам, само да биде готово. Едно вика мене, што се замишляш ти? Кој? На телефон ми. А ја нервозен дека не ми е готов. Кој мислиш дека си ти? Викам, кој? Ти демек си многу познат и сега треба да се тресем. Не бе, братче, викам, ја ти платив унапред да ми ја направиш тебе комодата. Ја не се замишлям ништо. Чури, брат, куче да уапу ќе умре. И кобри бегаат од мене, змии бегаат од мене, чури. Па таму отидов, па ќе се степав со еден, не да се степам стварно, ама се рчнав со еден кој што ја мислев дека е вработен, он да ти бил муштерија. Боже, Он ми приде да се смее човекот, ја мислам ми се смее дека ме зафркава, дека не исплати. А да викам сега ќе видиш и тука делење ово, он вика, абе јас сум муштерија, па и јас сум муштерија, извини, викам, чекај. Веле, како е шеф? Не, ова мора да го радам. Кај мајстор ќе ми мести огледало. У ходник, нели кога ќе влезеш, големо огледало со пруга да се огледа. И доаѓа мајсторот, не знае кај иде, го праќа. Доаѓа мајсторот дома, така отправа, ме позна. Блок. Сашко? Кам да. Почнува да буши од зидот. Братче, не гледа кај буши, него вака. Не, овака буши. Викам, овака буши. Ја па остави го човекот, ја застанав до него онака, не дека се разбере. Овака буши, брат. Абе тоа зидот, викам, абе не така, викам, измери го овака, подели го за да може да биде рамномерно од зидот оддалечен и од вратата гледал. Да, уште 2 дупки. Бра, братче. Како со калашников да си пукал од зидот. Ама знаеш колку? На типла става, па уште една, абе граната како да експлодирала од зидот. Викам, братче, па како мислиш ова да го закачиме? Едва го закачи огледалото, сега население треба да се руши станот, например. Мајстори! Ова е добар мајстор, бе. Ова е добар. Чак, само се исклучи. Ова е добар мајстор, ми се допаѓа. Не, го поздравувам, после ни стана пријатно.
Да? И замисли се Муаветов, еве го тука. Да, и доаѓа мајсторот. На кого бе ти, ја не знам да правам со бормашина. Келнер си, друго нешто си работел во Свердлуга? Келнер, да, многу. Не. Што се сум работел? Да. Сериозно? Средна школа. Знам дека едно време ни беше хит, свиревме, имавме бенд. Да, Сега ти гитара, бубњар ли беше, што беше? Да, бубњар, ама немаш пари за бубњи и па као, ај ке свирам бас гитара и ке пеам, а што е басиста ти е пропали гитариста. И јас сега не знам толку да свирам гитара и свирам бас гитара и пеам. На гитаријади имам тоа кување, не дека сме биле кој знае каков бенд. Терапи знам дека ни беа онака. Како се вика? Бендот Терапи. Абраксас. Како? Абраксас. Абраксас. Да, бе. Абе ние мислевме која бе Нирвана бе, која Металика бе тоа се. Ваши песни правевте? Наши бе авторски. Леле, дај некој текст бе нека ти текне. Ќе ми текне. Inside of Me се викаше една песна. На англиски. Што не се спремаме за светски пазар, бе, што ме мислиш ти? Браво. Браво. Inside of Me, во мене. Тоа геј момент да не било некој, бе, еј. Геј момент. Не бе поделена ристевска, како беше една? Есен во мене. Есен во мене, па тоа беше. Краде таа. What's your name? Колку знаев на англиски. И знам дека ќе земеме едно гитарче, ќе го репарираме малце, толку пари, од кај ни биле парите, ваѓа од кафичот, пари ќе го репарираме, ќе го препродадеме, ќе заработиме 20, 30, 40 марки на гитарче. Купуваш гитара, ја улепшуваш и ја шиткаш. Абе лажевме па ти. Абе ова имаш нови жици, нема врска тука, ги избришеш. После знам дека многу препродававме книги. Септември на нас ни беше жетва со другар ми Мики. Значи книги, собирање 4-5 комплета. Добро. Взимање кој за џабе, кој за 100 денари, учебници, да, учебници, извини. Собирање, прајање, комплетче убаво, продавање 2000 денари, да кажеме. И тука од комплет сигурно иделе по 600, 700, 800 денари. Тоа ти се 20 марки. Тука знам дека со тоа нешто ќерувавме. Ти е пола плата келнерска. Голтари, брат. Знаеш колку сме биле сиромашни? Аман бе? Ама скапаници, брат, што само ти кажам. Имаше, значи, бевме 7-8 најблиски другари. Ми текна една случка. Значи, најблиски другари, 7-8. Едниот татко му беше во Италија, значи, он имаше пари, имаше и мобилен. 98 година. 98 имал мобилен, чекај имал. Да, ама нема везе, солидарност, он со нас е. Знаеш, тај имаше мобилен и сите се као па. Не бе го мразевме бе, богаташ. Сноп. И, а другиот, голтари, брат. Ама голтари. Абе, јас аутостоп студирав, па ти нема врска, јука фич работа, не сум срамал од тоа. Така да така. Нит па се дичам со тоа. Така бил животот. Нормално да. Однел во оваа страна. Значи, скапаници голтари. Не вика еден пријател, работи на царина, на царински терминал, шпедитер. Дошол камион, се расипал. Со он ни вика Бостанче. Бостанче да вика, он со чени го вика. Така да. Треба едно камионче да се префрли 6 души, вика ќе ви дадам по 600 денари, 20 марки. Вика ќе ви дадам по 20, можда и помалце било е, не знам точно. Ќе ви дадам, вика, да го префрлите утре, тројца у овој камион, тројца у празниот и префрламе. И ние, брат, се собираме 6 другари. Идеме таму и тој што има пари и он дојде, нема. Ако има пари. Ако има мобилен. Он може да го купи камионот, ама не е мобилен. Да. Не бе, па ти не бил он богаташ, тато, мислам. Имаше мобилен само. Имаше мобилен. И работиме ние, братче, јули месец, пука сонце. Доаѓаме, у 6 сат сабајле беше топло, еден шлепер, ево, не се догледува. Како бе? Ние му викаме, абе, викам, брат, на овој, абе, нели Бостанче, бе? Нели камионче? Нели лубенче, динче? Шлеперче? О, шлеперче. 22 тона. Ама... Го префрливте? Не зезе дека цел шлепер префрливте. А 20 марки? Што знае дете што се 20 марки? Што знае што е 22 тона, 2 тона ли е? Зимало, дете качило на грб. Тројца ваму, тројца ану. Едниот другар беше со скршена рука. Од сообраќајка со гипс. Со една фрла, со една фаќа. Абе циркус. И тука, браче, како паѓа лубеница, све благо до тука, благи, се, лом. Оси ке ни изедат, бе. Абе, оси од цел свет собрани, гледаат... Таа ја гледаш на кинески збори. Кинески оси дојдоа, тие што не се оригинал, тие не се оригинал, да. Абе, ке ни изедат оси, змии се собраат, змаеви, брат, околу нас. Додека умачкани, од слама, дека тие на слама се, знаеш, да не се набијат лубениците. Све слама, лом и другар ми со мобилниот. Одзвони мобилен, кај 12 саат. Прљав, не се гледа кај. Застанат на лубениците. Ало! На царино нешто на терминал. На шлепер бе нешто. На царино бе нешто работиам, шлепер нешто, да. Кажи, ајде.
Не викам, кажи што имаш работа со шлепер. Што правиш со шлеперот? Он деме ќе мислиш увозник нешто дека е милиони дека врти. Еве со шлепер нешто на царина имам работа. Што бев постан овде? Викам, не, кажи ти што правиш со шлеперот. Се фрли низ стаклото, излета. Све се искасапи, све жут, во ваков жут. Нели ти си млад глумец, викаш, ќе се запознавам со Раде Шерпеджија. И до мене на писоар застанува човек. Јас сум Васко Ефтов. Ти си Златко Калински. Калински оди во пекара, кај што работи Васко Ефтов. Ова е пекарата во центар, повеле. Одам крај него, ангели ме носат. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид Скопје. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Zlaten Dab. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig. Er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Da. Чекај, странци идат. Guten Abend, wo ist Камени мост? Ај, како не знаеш, пројдеш Министерство за култура, оттекјано е лево, стигаш оној кружен тек, Майкл Джексон, фашташ право, одма си таму, голем знак има, ти пише, бум, Камени мост, на Турли, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Гуте фрукте 100%. Филмскиот сет мене многу ми е фасцинантен. Значи самиот сет, режија, едно друго, шминкер, кетеринг, такви работи. Која професија највише онака ти е да и се дивиш, ама не актер, не режисер, него од овие други спорадични некои професии. Има некој онака што си кажеш како бе го работа тоа? Актер ништо не работи бе. Актер седи чека да го викнат на снимање. Само мрч. Така? Кој е ова ќе чека? Што е ова? Зашто чекам? Тоа прва лекција од глума е. Да, Додека прва чекаш лекција, да се нервирај будиш. ги овие околу тебе, стварај тензија. Види, опозиција се секогаш актерите. Актер и продуцент се позиција опозиција. Така? Не се сакаат, а? Па не се сакаат, па продуцентот прв муабет ти вика, имаме проект за тебе. Добро. Втор муабет, буџетот ни е многу мал. И трет муабет, али ќе те планирам за надале, знаеш, ќе има работа, ќе... Така, продуцентската е таа. Си знаат и они. И кој сектор? Па не знам кој сектор. Каскадери. Тие се ненормални. Да. Не, тој е нестабилен човек, стварно, тој е каскадер. Си работел со каскадер? На трето полувреме, таму кај што е сцена, имаше повеќе каскадери, ама мене ме менеше еден дечко, личеше стварно на мене од Словенија. Иначе човекот што носи тајфа каскадери, што има фирма е македонец, Рок Цветков. Од Струмица и работи со многу каскадери. Со Шварценегер, Сталоне што има снимано, да. Он го донесе. Дечко, не знам, ми текнува се како се викаше, постар од мене 3-4 години. И се фрли низ стаклото, излета. Абе, знаеш колку беше право стакло беше? Абе, тоа е филмско стакло, кое што е направено да пука веднаш. Ама пак може да се повредиш. Он нешто не израчуна убаво, абе се повреди, све се искасапи, све жут, во ваков жут. Абе, ќе падне у несвес. И ние викаме умре, ќе искрвари, он станува. Идемо еш еден пат. Поседи, ние седиме, дечко, бе. Не ме ништо, бе. Не може да дочека, те се зависници од адреналин. Како се викаше, бе? Ја му викам, знаеш, ти се повредил ли некогаш? И он ми вика, еднаш вика, ама не беше, ама знаеш како раскажувам. Он тоа боречки вештини, некој трети дан, четврта ноќ, кој знае што имал таму. И викам, си се повредил некогаш?
Да, еднаш вика, се повреди, много вика се повреди. Викам, на снимање. Не бе, у двор кај мене. Викам, што бе? Абе, другар ми вика, идеме со лак и со стрела, и вика, у мене да гаѓа. И вика, ја демек да видам дали ќе ја фатам стрелата. И вика ми, па не ја фатив. Викам, ти со тоа ли се играте, бе? Некој джамли игра, некој тоа. Да, некој джамли, они се гаѓаат. Ова демек, Пробува овде мора да пишеш плюс 18. Абе, да го гаѓа во нога, па му е пробушило ногата, па без нога ќе остане. Со другар од джамли. Стварно се будали, значи. Ептен се откачени. Имаше доста. А морам да имаше во Балчек доста каскадетски сцени и јас ги изработив. Ха, многу смешно. Морам ова да те прашам, машкиот дел од публикава сака да знае. Ти имаше една така доста чувена љубовна сцена со Кики Ивановска, Катарина со така и со гради. Изградена сцена. Изградена сцена имаше, да. А бога ми си имал и други љубовни сцени по филмовите, не си баш стран на тоа. Како се снаоѓаш, бе, не ми е јасно, знаеш, пример, Кики, убавица, све, гола ти седи. Добре, нема да се возбудиш малце така нешто да ти е срам. А? Како иде тоа? Па физички да се види дека си возбуден. Хемиски само. Хемиски реакции има си. Има? Не бе, бега. Нема шанси. Абе, ајде. Нема шанси. Ти знаеш колку е непријатно? Како бе? Знаеш ли колку е непријатно да снимаш љубовна сцена? Зошто? Абе, зашто ти не снимаш, и сега оваа тука ќе ја распаќам, ќе ја бацувам. Ти снимаш, што ти рекол режисерот, иди тука подесно, па кога ќе стигнете до ДК, например, Балчек вика крени, а стаја на клупата. Тоа у еден тек се снима, не раскадрирано. Па стаја на клупата, па после ќе ја оставиш, гледа тука да не се гледа дека си гол, па стави ја од оваму, па и ти тоа си мислиш од ДК, аха, тука математичар. Математика чиста. Башка позади камера има многу луѓе. Нема ништо понепријатно. Ја не знам овие напорничеве како се возбудуваат, спано не знам. Никад не би снимал порнич. Ја би бил најпропали глумец у порнич. За лепке трпам, бе. Така? Абе, знаеш дека немам сцена, немам филм без љубовна сцена? Сега мотам, чекај. Во сите? Да, кај Иво Трајков, љубовна сцена. Ромео? Да, со Викторија Мироваја. Љубовна двојка. Со која Викторија? Викторија Мироваја се вика. Мироваја? Мироваја. Од кај е таа? Од Москва. Сега ќе ти кажам. Добро, нешто помалите улоги може сум пропуштил. Во Чешка снимам филм. Доаѓам вечерта у 10 навечер. Од овакво си легнувам у кревет, станувам у 4, ме носат у 5 на снимање, во 5:30 се соблакаме голи со една маѓарка и легнуваме у кревет. Нити ја знаеш, нити ја познаваш. Значи ја не зи, здраво, голи се запознавам, здраво, Сашко, Анита Крафт. Со Анита Крафт легнуваш у кревет и љубавна сцена. Здраво. Да, здраво. Леле, нема ништо понепријатно. Сега дека трето полувреме. Не сум имал. Не, имаш право, вака кога ќе размислам, да, 50 души позади сцена, она и не. А ова со ова, знаеш кој е? Ова нигде не сум го кажал. Како сум се запознал со Раде Шербеџија? Како бе? Морам да ја раскажам. Нели ти си млад глумец и викаш, ќе се запознавам со Раде Шербеџија еден ден. Значи, пази, има играно кај Кјубрик. А, добро. Кјубрик има играно. Раде бе. Го кажав одма. Раде бе, кај Милча да не правиме муавет. Би натака и натака. А во Бетмен има глумено човече со Кристијан Бел, скитникот беше. И ја викам, гледам, имаме сцена у трето полувреме. Леле, викам, со Раде, како ја сега да оставиш дојам, нели? Првиот пат кога ќе се сретнеш со него, па он нешто ќе ти помогне, па не знам што. И застанувам ја во FX3X, таму правевме проби на писоар. Добро. На проба. Станувам ја на писоар и позади мене се отвара врата. Крк! И до мене на писоар застанува човек. И се слуша зп. И јас се вртам. О! И он Здраво. Ја како е? Он ме знае од сликите, што видел кој е овој што ќе го игра Коста, ја не го знам. И по ликови, Дон Рафаел, он вика Коста. Ај оста. Ќе се видиме. Искачам од веце, ама вака искачам. Слушај, ова среќа што не било кој на К15 со Даре Панчев. Кога ти текнуе? Не. Кога го запозна? Значи моча Тошо и Миле, они мислам беа, така Љубша? Тошо и Миле мочат, Даре застанува меѓу нив у писарса. И тројцата нели мочат и го гледаат вака едниот, другиот. Тоа е демек. И му се вртака. Абе Даре! Па за малце. О, господине. И како беше на крајот Даре што рече? У држава како?
Тоа значи у Македонија да си познат. Па еве го момент. Јао, мајсторе. Наскоро иде бувамара, дај да привршуваме полека. А, не, си ме викнал, ке ме трпиш. Да, има да седам. Ке привршуваме. Еј, ти си топ глумец. Дали си добар имитатор, знаеме дека си, те имаме гледано по стендап и по едно друго, ама јас сакам да пробаме нешто друго. Ја и ти да пробаме фристайл имитација, нека не ни се љутат ако сме тапа нормално, сега таква е работата. Што вика Маријан, таква ни е работата. Значи, овде имаме личности, овде имаме ситуации. Пример, еве како иде, влечи личност, еве. Еве, првата што пича. Ајде. Значи, јас сум Васил Зафирчев. Значи. Валентина Божиновска. Ти си Валентина Божиновска. Чекај да се спремиме. Чекај да видим што ќе правиме, значи. Не кажи. Вториот купува кондоми во аптека од првиот. Значи, вториот куп... А кој е вториот? Било кој. Еве ја ќе купувам. Чекај малце. Ај, ти си ненормален. Зафирчев купува кондоми. Што сега да ги имитираме или? Да, Зафирчев купува кондоми од Божиновска. Овие исто зборат како ги... Па така ќе ги правиме. Чекај се. Чекај рака. Еве, ја почињам прв. Чекај, Вале, кога немам средна до ова? Асистентка ми беше на факултет. Еве, кажи кога може, јас сум спремен. Ајде, не си нормален. Бе, ја будала, што... Добар ден. Добар ден, господјо. Добар ден, срце повелете. Би сакал овој... не знам како да го кажам ова. Секогаш Калиопи купуваше на времето. Ке ми се лути. Опи, душа, зашто си возбуден. Ти треба да бидеш маж. Сакам да купам кондоми, сега веднаш. Мора да ми кажеш, срце. Ти сакаш македонски производи? Доста е! Поздрав, професорке. Мислам сега веќе дека е професор. Влечи човек. Јас сум Васко Ефтов. Ти си Златко Калински. Чекај да видам што прави. Златко Калински. Ајде. Калински оди во пекара, кај што работи Васко Ефтов. Ја теја што во пекара да купувам нешто демек. Мислам, па што ќе правам од кара, ќе печам не гледам. Ова е пекарата во центар, повеле. Ајде ви се молам, не. Значи, добар ден, почитувани продавачи. Се наоѓаме овде во поприштето на оваа пекара која што од светски размери. Овде се случуваат најголемите работи моментално, додека леботе во воздух да ви со... Ајде, ти се молам, ајде. Зарем не може, сакаш ли да кажам дека сите рими ги крадеш од Чехов, дека сите приказни ти се направи, немој да кажам дека во 2001-та со Панчев правевте малверзации. Зашто, бе? Зашто правиле малверзации? Не, ова треба уште импровизација, чекај. Сакаш уште импровизација? Чего се искаш тоа? Не, добре. Малверзации со Дарко дека правиле. Да. Чекај ме препоз, знаеш дека ми помина температурата? Останете и по рекламите, ќе ви донесам нова кифла. Секогаш правиме нешто на хелиум, вратете ги светлата. Ќе те оставам сам. Дај ми што да прави. Чекај. Нешто сериозно ќе кажам. Нешто сериозно. Имам идеја. Направи. Изведи некој трагичен текст од театар. Некој многу трагичен текст. Како голден сум, чекај малце. My precious. Стварно сум како голден. Значи трагедија на хелиум. До Балчак последната реплика. Крупен, дај крупен. Крупен. Ебати животот ако не си спремен да умреш за него. Сашко Куцев!
Жаре еден на еден! Сашко Коцев, останете со нас, имаме награди за вас во публиката и тоа многу големи! Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig. Er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Крајот на емисијата, како и минатата емисија, повторно имаме едно стручно жири составено од Пајак Пајаковски, Сашко Коцев, Градски парк и Жаре Бербер. Овој пат имаме нови тројца надпреварувачи кои играат за пакет производи од Алкалоид и златен даб шишиња колку што си тежок. Колку што си тежок, да. И плюс пони. Вајда само шишиња. Не. Амбалажа. Пони пиво. Кога сме кај пиво, тоа ви е изборот за првава игра. Значи, кој прв каже пиво, тој има право, нели, да одговори. Така да одиме со првото прашање. Изволте, судија Коцев, првото прашање. Постави го. Кој му носеше пошта на Жаре во минатата сезона? Пиво. Пиво? Да. Кој? Стручната комисија, спорно индустријата, мислам дека треба да види. Кој носеше, значи рече Владко, а? Тоа е поштарот, ствари, поштарот се вика Владо, ама ќе го прифатиме Владо, Владко. Да, се прифаќа, поен за Рената. Ајде второто прашање. Кој ракометар ја отвори оваа сезона од 1 на 1? Оваа сезона. Ако ти не го знаеш одговорот. Пиво. Го знаеш? Па ти си, шо сега дали го знае? Нема го, тоа ти кажа. Ренато Вугринец. Ренато Вугринец, ете ти. Тоа беше Дарко, 1-1. Добро, уште 3 прашања. Ајде, исполнеме. Секој член на екипата во 1-1 е сертифициран експерт за чаеви и пие само еден бренд чаеви. Кој е тој? Пиво, браво. Не пиво, чаеви. Good Nature. Good Nature, леле, ми се свиѓа ова 1-1-1. Сите имаат по еден бод. Уште 2 има. Уште 2 прашања, значи. Ова се најбитните прашања. Со кој гостин беше новогодишната емисија од оваа сезона? Види го, ајде. Цацка. Се прифаќа, че е спорна индустријата. Дали ќе се прифати? Бубо Каров, Цацко. Цацко, Цаци, Бубо. Цацко, Цаци. Може. Се прифаќа! Се прифаќа! Леле, значи сега Христијан 2, Дарко и Рената по 1. Што би рекло, Христијан е више од иден у финале и вака и така. Така да ова прашање го одговараат само Рената и Дарко. Секој епизода од 1 на 1 го има прилогот Рап чај. Во него заедно со Жаре на тема Good Nature чаеви фристайл прави кој познат рапер? Како се вика тој? Пиво. Пистолер. Така е, Рената оди во големото финале. Ова беше Ти благодарам. Ти благодарам. Ти благодарам. Ми спадна температурата. Здраво, Сашко, здраво. Дамите имаат предност? Да, секако. Дамите имаат предност. Повели да видиме што ќе запееш ти за нас. Рената ќе пее Сонце за 3 светови. Браво. Но само с ноќва да бидам јас со неа. Можам да заборавам. Сонце за уште 3 светови. Ако заминеш ке изгаснам. Браво! Ова дури беше добро пеење.
Види, знаеш Браво. дека беше добро, мада песната требаше на француски да ја препееш. Не, седи. Ајде, дај му микрофонот на Христијан. Ај, Христијан, да видиме ти шо среќа ќе имаш. Јако, силно. Чисто. Ај, ангели ме носат. Не, па убаво ви се Нема, падна. мора, ајде, тоа е, дај му, ајде. За неа Добри песни. Сакаш златен даб шишиња колку што си тежок? Ангели ме носат, ѓаволи ме прескокаат, а? Ти, бога ми, доста шишиња ќе земеш, еј! Само ти кажам, Дарко беше. Подобро е за златен даб да победи Рената. Дарко, да знаеш Не, дека Христијане. Христијан, дека сите ги пикаат во уши истите тие. Па пикај ги ти. Остај сега. Одам крај него, ангели ме носат. Корнета. Одлично. Звезди разнесе се. Не, добро. Однесете ме. Веќе безкрајна тоа е беше поградиве ми. Така, одиме со судиите. Чекай, само те прашам дали наопаку ја пееше реверс за да откриеш скриени пораки у песната? Не, мислам дека беше симултанка преведувана. Така, добро. Види, јас без да размислувам ќе кажам Рената. Рената. Добро, Рената еден има од судиите, добро. Сакам кај него доди бодот чисто зашто многу се потруди, врска немаше од песната. И не се срамеше од песната, туку прави... тоа ми се свигаше. Мене ми се допаѓа што даде Добро. едно свое видување, еден свој препев на песната. На еден свој начин, значи не ја имитираше Силви. Добро. Како води твојот глас? Еден, ти одлучуваш. Да, еј, замисли колку тешка задача. Пиеш пиво? Него што ќе го прашувам, чај дали пие? Не е болен? Види, утешна награда се чаеви, стварно. Утешна награда чај, главна награда. Рената, браво! Главна награда! Добиваш пива колку што си тешка. Ама нема да кажеме во јавност колку Ајде, има, така. Сакаш да кажеме или да не кажеме? Не, оставам ти да си кажеш. Колку, ај кажи колку си. Ама ти со с микрофонот. Ако? Може. Шо Микрофонот е 12 кила. 6-3. Минус 13. Како 50. Плюс од карти 17 ќе одат. Ајде, со среќа, 70 пива и пакет производи до колит. Дечки, фала што ни бевте гости и сите тука во публика, фала и на Коце што ни беше гостин. Ајде. Како помина, се многу, чека гласот да не ми е уште од хелиум. Па не знам, секогаш кога ќе дојдам во ова студио, не знам, повезно добро се дружиме. Препорачувам на сите да погледнете оваа емисија, ова издание на 1 на 1. Жаре е супер дечко, треба нешто, како беше ова скечот, да се проба да води нешто. Жаре прави различен тип на емисија за кое што кое што одделува еден посебен тип на публика и баш ми е драго дека има таква емисија. Фала ти.